Благодарноста му припаѓа на Аллах Джелле Джелалуху, Господарот на световите, Владарот на судниот ден, милостивиот, семилостивиот, оној кој е опишан со најубави имиња и со најсовршени својства. Салават, селам, мир, спас и благослов му испрашаме на последниот Аллахов пејгамбер и миленик Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, кој не научил и не поучил кои дела се најсакани, се највредни кај Аллах азза ва джел, па рече: ахаббул амали ила Аллахи адвамуха ва ин калла. Најсакани дела кај Аллах Джелле Джелалуху се оние дела кои се постојани, кои се трајни, па дури и да се помалку. Па дури и да се помалку, ако верник ги прави тие дела постојано, тогаш тоа го бара и го сака Аллах Джелле Джелалуху од човекот. Да човекот биде постојано во врска со Аллах, го обожава Аллах азза ва джелле во секое време, во секој период и во секоја состојба. Аллах азза ва джелле не предупредува во Куран, во сура Ан-Нахл, 92 ајет, вели Аллах Джелле Джелалуху: وَلَا تَكُونُوا, и немој да бидете каллати нақадет газлеха, немој да бидете како таа жена која после долго плетење, која после долго време предела преđа и откако ќе направила таа преđа и ќе го истури наеднаш. Имала жена во Мека, која жена цело време предела или плетела. Колку е тешко да го плетеш и да предеш преđа на македонски, а колку е лесно само да го потегнеш конецот или волната и тоа да се истури. Па Аллах вели: немој да бидете како таа жена која со мака плете, а многу лесно го тура. Бидејќи да правиш е многу тешко, а да расипеш е многу лесно. Да правиш куќа ти треба многу време, ама да расипеш за еден ден, за 2 сати. Рамазан да држиш 29-30 дена, да постиш, а колку лесно да го расипеш. Улемата вели, ова е курански пример, кој го учи верникот и муслиманот, дека верникот не смее да ги расипува своите дела. А како ги расипува своите дела? Ги расипува на тој начин што веднаш после Рамазан е друг муслиман. После Рамазан не е тој човек кој беше. А учените луѓе викаат: кун раббаниен, ла те кун рамаданиен. Биди раббани, биди Божи човек, немој да бидеш рамазанлија. Тоест, немој да го обожуваш Аллах само во Рамазан, или само во џума, или само во бајрам. Како што имаш потреба за воздухов и како што имаш потреба за секојдневна храна, исто така имаш потреба за Аллах и во Рамазан, и пред и после Рамазан. И затоа од најголем знак и доказ и показател дека некому е примено добро дело е да го видиш после тоа добро дело прави друго добро дело. Ако човек го видиш прави добро дело и после тоа добро дело продолжува прави друго добро дело, знај дека не му е примено првото. Па ако видиш човек пред Рамазан, во Рамазан, по Рамазан се труди максимално да го одржи тоа темпо и тоа ниво, тога знај дека нему Рамазан му е примен. Ако човек после Рамазан прекине како со нож го пресече, знај дека нему Рамазан не му е примен, бидејќи тој бил врзан за Рамазан, а не за Господарот на Рамазан. А нашава вера
Општо, наша вера бара континуитет. Континуитет. Дали може човек да работи еден ден или еден месец во година, 11 месеци да седи, да живее? Ретки слушаи. Дали може човек еден ден да јаде, 6 дена да не јаде? Не може. Не може. Верава бара континуитет, постојаност и истрајност. Истрајност во што? Во работа, во школо, во ибадет, во секоја работа. Да бидеш истраен, издржлив, постојан, за да имаш успех. Бидејќи без издржливост, без истрајност, нема успех. Вели Аллах во Куран: "Би'сал исмул фусуку ба'дал иман, ва ман лам ятуб фа улаика хумуз залимун." Колку е лоша непослушноста после послушност. Колку е лошо грешење после верување. А кој нема да се покаја, тој е насилник. Беше во Рамазан во послушност на Аллах, беше во Рамазан во близина на Аллах, беше во Рамазан во сенката на Аллаховата вера, се трудеше максимално да бидеш и побожен, и подобар, и подарежлив, и понамазлија, и се. Зошто после Рамазан ја прекинуваш врска? Зошто го обожаваш Рамазан, а не го обожаваш Господарот на Рамазан, а тој е Аллах азза ва џелле? И затоа, ние, за жал, не сме маратонци. Ние сме само спринтери. Ние сме јаки на уста. Ние сме јаки еден ден, 2 дена, месец максимум, и после веднаш паѓаме во очај, во мрзливост, во песимизам, во дембелук. Аллах ти вели: "Ва'буд раббака хатта јатијака ал-јакин." И обожавај го твојот Господар се додека не ти дојде смртта. Да бидеш постојано верник, 24 часа, 365 дена. Зошто? Видиш што вели Аллах: "Инна аллазина қалу раббуна Аллаху, thumma istaqamu, фала хауфун алейхим, вала хум јахзанун." И оние кои викаат Аллах е наш Господар, и потоа истрајуваат на тоа, и потоа истрајуваат на таа вера, извршувајќи ги наредби, избегнувајќи ги забрани. Што ги очекува? Ла хауфун алейхим. За нив нема страв за иднината. Вала хум јахзанун. И тие нема да тагуваат за минатото. Штом ти не се плашиш за иднина и не се плашиш од минато што имаш направено, ти си мирен и сигурен. Зошто луѓе денеска шпараат, штедат, се стегнати? Зошто имаат страв за иднина? Не се сигурни, неизвестно, страв, паника, и тогаш човекот шкртари и прави некои дела. А ако си издржлив, тогаш Аллахова помош, Аллахова поддршка те прати и за тебе нема ниту страв, и за тебе нема ниту тага за она што изминало. Дојде еден асхаб по име Суфјан ибн Абдилlah и му рече: "Ја Расул Аллах", рече Аллахов пратенику, "Кулли фил ислами шејен ла есалу гајра." О Аллахов пратенику, кажи ми нешто во ислам. Кажи ми нешто во ислам. Зашто нема да имам потреба никого да прашувам? Тебе те прашав и готово. Пејгамбер му рече само 2 збора: "Кул аменту билlah, thumma istaqim." Речи верувам во Аллах и потоа издржи на тоа. Издржи на тоа. Што ќе издржи? На зборот, не на зборот. Истикаме, издржливост на правила, на зборови, на дела, на теорија, на пракса. Не е доволно да сме шеду ла илаллах ва шеду ана Мухаммед расулуллах. Готово, завршено. Не е доволно. Тоа е само влез. Каде е намаз, каде е зекат, каде е Рамазан, каде е хаџ и ред други работи. Речи верувам во Аллах и потоа издржи, истрај во правење на добри дела. Вели Ибн Аббас радијаллаху анху, најдобар коментатор и познавател на Куранот, вели: најтежок ајет кој му е објавен на Расулуллах ﷺ. Најтежок ајет. Што е тешко? Вика, најтежок ајет кој му е објавен на Расулуллах беше ајетот во сурату Худ: "Фастақим кема умирт." И издржи како што ти е наредено. Издржи во што во се. Што мислиш ти? Кога го прашале да рече на Майкл Джордан како ги погодува кошовите,
60.000 пати фрлал на кош, додека го ја навикнал неговата рака да го погодува кошот, да гажа кош, да дава кошеви. 60.000 пати, не може еднаш, два пати, три пати, пет пати, 60.000 број, не може да се наброиш. Сега труд, хафиз, секој ден гледаме, алхамдулилlah. Хафиз во Скопје, хафиз во Тето, хафиз. Што? 604 страници напомена дете, 5 години, 7 години, 10 години. Ми едно субханеке не можеме да научиме. Не можеме, не сакаме. Не ни е важно. Да човек кој ќе ти е важно тебе Куран, кој ќе ти е важна тебе џамија, кој ќе ти е важен тебе Аллах, ти ќе му дадеш хакот на Аллах. Како му даваш хак на нешто што го сакаш? Нешто што го сакаш во живот. Со сите механизми се трудиш да го постигнеш. Вика најтежок ајет на Расулуллах беше кој ми објавен. Фастаким кема умирте во мен табе ма'аку wa la tadgau innahu bima ta'maluna basir. И издржи, истрај на Аллаховиот пат и со оние кои се покајуваат со тебе и немој да ги кршите границите, немој да ги преминувате границите. На вистина Аллах гледа вие тоа што го правите. И на крај Аллах азza wa jalla преку пегамбер саллаллаху ни поучува и ни порачува за да ја одржиме врската после Рамазан, да го постиме месец Шевал, тоест 6 дена од Шевал, и со тоа ќе постигнеме награда како да сме постиле цела година. Вели пегамбер саллаллаху во хадис сахих, хадис Муслим од Ебу Ејуб ал-Ансари радијаллаху анху, мен саме Рамадане, кој ќе го испости Рамазан и после Рамазан во месец Шевал пости уште 6 дена. Било споено, било одвоено, било понеделник и четврток, 6 дена во месец Шевал, тоа ќе му се запиша кај Аллах како да постил цела година, бидејќи Рамазан се смета за 10 месеци, а овие 6 дена се рачунаат како 2 месеци, и тогаш како да постил цела година, бидејќи Рамазан, ако земаме 30 дена по 10 300, 6 дена по 10 60, 360, тоа е вкупно исламската година според лунарен календар. Затоа да го молиме Аллах азza wa jalla, Аллах да ни даде истрајност, постојаност, перманентност, континуитет во ибадет на Аллах, истрени во зборови, во дела, истрени во ибадет на Аллах, во обожување на Аллах азza wa jalla во секоја ситуација. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.